СДСМ води грижа за земјоделците. Минатите денови легнаа 41,4 милиони денари на сметките на 1130 оризопроизводители за дополнителна субвенција од 5 денари за предадена оризова арпа, која се донесе поради нарушениот баланс помеѓу понудата и побарувачката. Со оваа нова дополнителна субвенција се потекна договорниот откуп на оризовата арпа од реколтата 2018 година. Залудни се обидите на ВМРО ДПМН преку партиски активисти да ја искриви реалната слика за развојот на земјоделството. Еден од нив е и Драголюб Гаврилов од Чешиново, кој нема ни педа земјоделско земјиште на свое име, сите се водат на име на неговата сопруга и истата во целост ги има добиено субвенциите за 2018 година во износ од 101.962 денари за предадена оризова арпа од реколтата 2018 во преработувачки капацитет во износ од 130.000 денари. Очигледна е разликата. ВМРО ДПМН со години ги малтретираше и понижуваше земјоделците. Владата предводена од СДСМ и ресорното министерство градат партнерски однос со земјоделците и работат на унапредување на земјоделството. Владата предводена од СДСМ за оваа година го издвои оризот од останатите житни култури со повисок износ на субвенции, и тоа 25.000 денари по хектар со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал и 18.000 денари по хектар без задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал. Моменталната откупна цена на оризовата арпа за реколта 2019 бележи раст и се движи од 18 до 25 денари по килограм оризова арпа во зависност од квалитетот, со тенденција за натамошен раст поради тоа што оваа година е стопиран и увозот од странство. На прав пат сме, се грижиме за земјоделците и продолжуваме со реализација на мерките што го напредуваат земјоделството, се вели во соопштението од општинската организација на СДСМ Кочани.